Добар вечер, поштовани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ и вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечер имаме многу интересен гостин и отвараме многу интересна тема за која што генерално малку се зборува во јавноста, но пред да го представам гостинот и да започнеме со разговорот, сакам се разбира да споделам неколку размислувања во врска со актуелните настани од деновиве, кои што сметам дека имаат големо значење врз животот на сите нас. Веста која што е број еден во светот и која што е особено загрижувачка, би рекол, е фактот дека Украина за прв пат употреби американски ракети со високотехнолошка електроника во нив длабоко на руска територија, отприлика 120 километри, ако не се лажам, внатре на руската територија. Момент кој што според многумина експерти ќе представува голема ескалација, затоа што Русија, тие што знаате, тие што не знаат да кажам, ја промени својата нуклеарна доктрина и практично со таа нова изменета нуклеарна доктрина би можела на сериозни напади со ракети длабоко на своја територија, без разлика што овие ракети не се нуклеарни, да одговори токму со нуклеарно оружје. Овие напади уследи откако американскиот претседател Џозеф Бајден им дозволи да користат американското оружје на украинските сили, што пак најде на големо негодување кај администрацијата во најава на следниот американски претседател Доналд Трамп. Што ќе се случува понатаму не се знае. Денеска инаку илјадитиот ден од војната во Украина, 1000 дена навистина пекол, со огромен број на жртви и гледате ситуацијата наместо да се смирува, напротив, дополнително ескалира. Каде ќе не одведе сето тоа, еден Господ знае. Се надевам дека најважните луѓе во светот размислуваат точно и знаат што прават и нема да се најдеме во ситуација на нуклеарна апокалипса, како што зборуваат некои можеби и препесимистични експерти. Тоа е што се однесува до број еден веста од светот, а ово Македонија се случуваат интересни работи. Исто така, владата потпише договор за зголемување на платите на здравствените работници во наредните неколку години. Тие ќе пораснат до 40-50%, навистина една голема промена која што најде, колку што успеав да видам во медиумите, на задоволство на секаде, освен се разбира кај опозицијата, која што пронајде дека тоа е малку, затоа што во нивно време наводно се зголемувала и по 100, 200, 500, 5000%. Уште една работа што е исто така важна за Македонија и позитивна е Македонија стана прва земја од регионот која што потпиша партнерство за безбедност и одбрана со Европската Унија, еден навистина убав сигнал во ситуација кога и натаму се расправаме со Бугарија околу небулозите, според мене, од софиска страна поврзани со македонската историја, нација, јазик и така натаму. Еве, сепак се случува еден позитивен момент, односно подпишавме партнерство први во регионот. И уште една работа која што никако не сме да се избегне да се каже, имено Радмила Шекеринска, понајашна подпредседателка на владата и понајашна министерка за одбрана, ќе биде заменик генерален секретар на НАТО, значи ќе му биде заменик на господинот Руте. Едноставно, без разлика на овие или оние политички инклинации кои што ги има било кој од нас, факт е дека Радмила Шекеринска е македонка, македонски представник и дека како таква ќе има значајна функција во рамките на НАТО. Впрочем, номинално тоа ќе биде втор човек во Северноатлантската алијанса. Уште една работа која што ќе ја спомнам е посредбата меѓу Христијан Мицкоски и Албин Курти, премиерот на Косово. Се подигнаа страстите многу, особено Дуи ги подигаше и ги подига сите овие месеци на назад околу албанскиот јазик, меѓутоа Албин Курти прилично ги спушти овие негодувања и порача практично дека албанскиот јазик не е загрозен, воопшто не е ставен во таква позиција и во интервју за Алфат ги повикува сите албански политички партии да не дозволат нивниот гнев да падне на сметка на албанците. Сега ова е, нели, може да се чита вака или така, но сметам дека неговиот
пристап кон целава ситуација е правилен, како да сака да им каже на ДУИ, да се навикнат на фактот дека се опозиција и дека ќе останат тамо подолго време. Уште една работа ќе кажам, што нема врска со сите овие досега. Комичарот Љупчо Крстевски е избран за маж на годината според социјалните медиуми. Прашувам зошто не сум јас, на пример. Се шегава, се разбира, честитки за Љупчо Крстевски, честитки за сите други кандидати кои што се борат за ајде да речеме престижната титула маж на годината. Верувам дека има доволно мажи во државата кои што заслужуваат таа титула и меѓу овие кои што се кандидира, иако според мене воопшто не треба да се бира маж на годината, треба само да се бира жена на годината, но тоа е познатиот мој феминизам кој што очигледно не го зеле во предвид. Сега, службата за општи и заеднички работи или СОЗР. Едно, како да го наречам, недугаво, неинтересно име, помалку подсетува на времето на социјализмот, како што беа оние ОЗТ и така натаму, една неатрактивна по самата своја според самиот назив служба, меѓутоа исклучително важна, исклучително моќна би рекол, од која што зависат многу работи за функционирањето на владата, на министерствата и така натаму. Служба на која што не се придава многу значење во јавноста, го реков тоа и на почетокот, меѓутоа игра голема улога, а од незината работи практично зависи работата на сите државни институции. Вечерва ќе разговараме со директорот на службата, господинот Ивица Томовски. Добра вечер. Добра вечер, благодарам на поканата и можноста. Поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Да. Вие сте неколку месеци практично на чело на СОЗР. Никако ме нервира просто изразот, но што е тука е, може би треба да се смени во името во некое поатрактивно, некоја служба за ефективно, не знам, работење или нешто. Неколку месеци сте на чело на оваа служба и до сега претпоставувам имавте и време и волја и начин да проверите што точно ви било оставено од претходната гарнитура, што точно имате во раце и како ќе одите понатаму. Можеме ли од почеток да тргнеме токму од тоа? Што начекавте во службата кога ја преземавте? Токму така, најдобро е кога ќе почнеме емисијата со од почеток. Кога влеговме во службата за општи заеднички работи, не најдовме ни малку поразлично нешто од она што го најдоа останатите луѓе кои што ги преземаа институциите во државните органи. Но начекавме хаотична ситуација, девастирани институции и начекавме истрошени работници, односно демотивирани работници во службата за општи и заеднички работи. Начекавме во делот на рестораните би отпочнал прво со рестораните, бидејќи имаме 3 ресторани. Рестораните ни се во владата, првиот ресторан, владиниот ресторан, ресторанот во законодавниот дом, така собранието и клубот на пратеници. Ние начекавме практично ресторани кои што немаат основни намирници за да можеме непречено да функционираме секојдневно. Начекавме штетни договори, начекавме ресторани кои што немаат фискални апарати. Замислете, ние наплаќаме, но не даваме фискална сметка. Као држава први го кршиме. Само вие во државата, ајде не само вие, меѓутоа вие сте државата, а вие ги кршите државните закони. Токму така, јас заради тоа извлеков некои податоци од она, да кажеме, 1.1.2024 до 1.7.2024, кога практично е СДСМ на власт, направиле промет од 73.000 денари, толку има внесено по фискална сметка на сметката на службата за општи заеднички работи, тоа се за 6 месеци и за неполни 4 месеци од 1.7. до 1.11. ние сме внеле промет од 585.000 денари. Зашто и кам неполни 4 месеци? Затоа што практично тука е летниот одмор, периодот кога не функционираат институциите со полна паре. Може да замислите што се случувало во Чекайте, за 6 месеци не 1200 евра, отприлика. Да. А ние 10 пати повеќе за не цели 4 месеци. Односно тие за цели 6 месеци. Така.
Ова само по себе зборува многу за тоа што сака да разбере, иако морам да признам, овие државни ресторани ќе ги нарачам во собранието, во владата и во клубот на пратениците се познати по нешто друго, по една според мене веројатно и исправна критика од јавноста дека тоа се убедливо најевтините ресторани што постојат во земјава, каде што човек може да јаде и да се напие нешто за багатела како што се вели, и тоа многу ми не го доживуваат како навреда за обичниот граѓанин, затоа што луѓето кои се непривилегирани на сите привилегии што ги имаат сега, плюс уште и практично јадат би пијат без пари. Така, се согласувам со вас и до мене допре еден таков глас дека практично функционерите јадат багатела во владините ресторани. Тука морам да потенцирам дека и администрацијата која што работи во сите овие институции ги користи тие услуги, смее да ги користи тие услуги. Од таа цел на првата владина седница од моето присуство на влада побарав зголемување на цените за 50%, кој текако е мало во споредба со пазарните цени кои што се по локалните локалитети, и ова допрва ќе растат овие цени. Планираме и во наредниот период да ги зголемиме за уште додатни неколку проценти. Морам да потенцирам и тука уште еден податок дека со нивното недомаќинско работење они имале 15% маржа на нето цените кои што ги добивале, ние имаме 50% и пак сме поевтини од нив. Зашто е тоа случај? Затоа што тендерите, односно тендерските постапки кои што ние ги спроведуваме конкретно за, да речеме, за намирниците кои ни се потребни за непречено функционирање во рестораните, ние ги олеснивме условите и дававме можност да се зголеми конкуренцијата во тендерските постапки. Јас би набројал неколку, вака колку да биде јавноста запознаена, да речеме шишенце вода во 2023 се набавувала по 14 денари, додека 2024 шишенце вода е 8 денари. Тука би сакал да потенцирам колонијалните производи. Колонијалните производи ние ги спроведуваме во два делови. Нашите два делови во 2024 година се 3,5 милиони денари, додека нивно во 2023 истите два делови се 6 милиони денари. Малку не за дупло пониско сме ги набавили истите цени, затоа и цените во рестораните кај нас во владата се многу поевтини од времето кога они ги имали истите продукти, они ги имали истите јадења и со помала маржа. Така ова е збунувачки, морам да признам. Да. Токму така, и не само тука делот, можам да потенцирам тука и во делот на набавка на хартија, бидејќи ние имаме и сопствена печатница, ги печатиме лиценците за останатите институции во државата. Набавката на хартија од 2023-2022 и години уназад се спроведувала за 2 милиони денари, додека во 2024 истата постапка за истите продукти е 930.000 денари. И ова се само дел од тендерските постапки кои што јас ги издој вечерва да ги кажам, можам да потенцирам дека буквално во сите тендерски постапки имаме намалување на цените. Иако пазарните вредности се и животот воопшто е поскап, објективно е поскап, така ние добиваме поевтини цени. Как се ова мора малку да признам дека звучи на своевиден баш и бозук. Сега можеби е претежок израз, не знам, меѓутоа ако вие успевате во 2024 да ги набавите овие работи за половина од цената која што била набавувана претходно, кога биле објективно поевтини, тога кажува дека или некој потполно не му било гајле, или па некој свесно купувал поскапо сега. Па јас би рекол свесно, затоа што тука се опрашање проценти. Најверојатно земале за себе проценти и за своите блиски. Ние тој дел сакаме да го сврлиме, заради тоа ги олеснуваме тендерските постапки, односно ја даваме можноста да биде зголемена конкуренцијата, со тоа ги намалуваме цените на набавните продукти и намирници и се останато што набавува службата за непречено функционирање, односно непречено функционирање секојдневно. Дали тоа е во делот на печатница, угостителство, возен парк или било кој друг дел од сегментите на службата кој што ги работи и обслужува. Да. Реков на почеток, ова служба за општи и заеднички работи е всушност неверојатно масивно, големо тело, кое што навистина значи многу за државата, иако повторно ќе речам незината улога во јавноста не е доволно позната, па и затоа ве покани вечерва да разјасниме некои работи. Практично не постои сегмент
од функционирањето на државата во кој што вие не сте вмешани, ако така смеам да кажам. Едно од работите што ги направивте на почетокот веднаш беше ја вративте фамозната ограда на владата. Своевремено претходната влада на Зоран Заев ја тргна оградата, ако не се лажам, со порака дека ја отвора владата за граѓаните, не баре тоа, не знам, парк некаков, па сега ќе влегуваме. Од друга страна, сите овие години бевме сведоци и гледавме како пред владата стоја оние грди огради полициски или какви се веќе, кои што постојано мораа да бидат таму, затоа што протести имаше секој ден. Меѓутоа, вие се одлучивте да ја вратите оградата. Токму така, оградата јас не ја земам како моја собственост или собственост на службата. Оградата е државна собственост и ние треба да се грижиме за имотот на граѓаните. Од тие причини оградата ние начекавме несоодветно чувана во касарната Илинден. А некаде во касарна беше, во касарната Илинден несоодветно чувана, многу делови фалеа, многу беше оштетена. Ја саниравме од сопствени средства без импликации врз буџетот на Република Македонија. Повторно ја поставивме. Морам да потенцирам дека вратите и денеска ги оставивме ширум отворени, владата значи повторно е отворена. Можете денеска влезете од главниот влез на владата, не мора да влегувате од странични влезови како што беше случај тоа до неодамна. Ја отстранивме дотрајаната полициска ограда и сметам дека владата доби друг лик, односно не гледаме само празни столбови кои што беа наменети за оградата. Од естетика чиста, апсолутно се согласувам. На крајот на крајштата никогаш не сватив ако тргнете оградата, некој треба да влегува вака од страна во значи не на вратата, туку во страната на нема логика. Меѓутоа тоа беше очигледно во тој период направено на еден така помпезен начин со некаква порака. Еве се ослободуваме, иако не свативме точно што се ослободуваме, во принцип се ослободувавме од железо, кое што беше барем естетски убаво, она друго, но да трае на полициска опрема како што велите, сигурно не беше ни естетски, ни никакво на било каков начин нити за гледање, нити за употреба. Службените возила. Исто така се ваша надлежност. Не е мал бројот на службените возила во државата и исто така не е мал бројот на забелешки што ги имавме во врска со злоупотребата на службените возила. Значи, јавна тајна е, луѓето не се слепи, гледаат како многумина ги користат и бесправно, и на погрешни места, и веројатно ги возат гага што се вели за да можат да си одат не на работа како што им е работна задача, туку да се завршат некоја своја работа, можеби на одмор одат со нив. Вие рековте сега доста беше. Така, вака, се овој дел на прашањето би сакал да го одговорам на во два делови, односно. Слободно. Ние како служба за општи заеднички работи ги обслужуваме сите министри, односно ВИП личности со оние 45 шкоди кои што секои 3 години се обновуваат на оперативен лизинг. Така, дали тоа е исплатливо или не, тоа е посебна дебата. И имаме плюс уште 120 возила кои што се во наша собственост на службата за општи заеднички работи. Кога дојдовме таму, кога го преземавме коремилото на службата, функционираа само 10 од тие останати 120 возила. Значи, останатите се хаварисани, оставени како на депони. Како така? 110 возила беа оставени? Оставени. Не се грижеле, не ги сервисирале, не ги одржувале воопшто. Од тие 110 ние успеавме барем 50% да ги ставиме во употреба, да функционира непречено за потребите на државата и државната администрација, а останатите оние кои што се тотално хаварисани, веќе почнавме постапка за нивно оттуѓување, односно нивна продажба, веќе по законот мора да се објават на продажба. И не само тоа, и ред други резервни делови, гуми, улје, што со години било таложено и чувано, нашите гаражи се во Македонска радиотелевизија, можам да кажам дека таму практично немаме темпирана бомба. Све и свашта на едно место, никој не посегнал тоа да го расходува. Се констатирало дека треба да се расходува, но не се расходува. Само се носеле, таму и тоа. Само се носеле, да. Последно пред 2 седмици на влада побарав дозвола од владата да ме задолжи да можам тоа џубриво да го наречам да го расходувам и веќе имаме отпочнато постапката. Се надевам дека до крај на оваа календарска година ќе ги оттуѓиме тие возила. Сега би сакал да се задржам на вториот дел на возила, односно онаа злоупотреба, ние како Само ве молам, ќе дојдеме до тоа. Зошто побогу биле оставани? Никако не ми влегува во глава. Тоа е јавно добро кое што еве да претпоставиме дека дел од тие возила
Од тие 110 возила, дел од нив навистина им дошол крајот, можеби, не знам сега е. Ево, 50% им дошол крајот. Им дошол крајот, другите сигурно можеле да бидат оперативни. Со малку труд. Така. Еве, вие за неколку месеци сте ги вратиле во оперативна состојба. Зошто се фрлени? Не разбирам сега, ова е 55 возила ги вративме во возна состојба и реално се потреба на државната администрација. не дека вие имате подобри мајстори, седес како да кажам. Не, далеко од тоа има активни договори. Тоа е тоа, има активни договори, претпоставам. Така, има активни договори кои што тие ги склучиле, не ние, но не ги користеле, најверојатно не работеле ништо, затоа биле оставени така возила. Им биле доволно овие возила. Неверојатно. Знаеме каков бил начинот и каков беше начинот на функционирање на СДСМ и ДУИ, така да мислам дека тука лежи одговор. Лежи одговор. Добро. Така. За вториот дел? Вториот дел тоа се практично како служба потегнавме едно прашање да формираме една работна група, која што работна група е составена од неколку министерства, влада и кабинет на председател на влада, каде што таа група имаше за цел да донесе закон, односно законски измени на два клучни закони, закон за возила и закон за ствари во државна и општинска сопственост, со кои што практично сите државни возила и општински возила ќе добијат специјални таблици, односно таблици во боја и ќе направиме еден регистар на сите државни возила. Кога отпочнавме со неколкуте состаноци работни со оваа работна група, утврдивме дека во суштина ние во држава немаме еден валиден регистар на сите возила и заради проблематиката, заради тој регистар и времето кое што треба да се спроведе тој регистар, можеби ќе потрае година до две, бидејќи захтева поскапо софтверско решение и поголема ангажираност, ние одлучивме тој дел да го тераме паралелно на два различни начини. Односно, прво да воведеме таблици, специјални таблици во боја, а регистарот паралелно да го работиме во текот на годината. Правилникот го имаме веќе донесено, се чека на потписка и министерот за внатрешни работи. Јас испечатив една таблица како би изгледале тие таблици кои што ќе таблици на службени возила. На сите службени возила кои што бројат од прилика околу 6.500 возила на ниво на цела држава, односно тука спаѓаат и општините. И овие ќе бидат унисони практично. Ова ќе биде, вакви ќе бидат сите. Вака ќе бидат сите службени државни возила обележани, освен оние возила за кои што МВР ќе утврди заради безбедносен ризик. Тоа е нешто друго, да. Да, тоа е некој што треба специјални операции или не знам што. Окей. Така. Сите останати ќе добијат и практично ние со ова воведување на овие специјални таблици исполнуваме едно предизборно ветување дека државните возила ќе добијат специјални таблици. Кога ќе ги поставиме овие специјални таблици, мислам дека нема да потребе повеќе постапката од 3 месеци. Зашто 3 месеци? Бидејќи треба да се објави тендер за набавка на боја и ред други работи кои што ги немаат овие бои во МВР, па да може да ги изработат таблиците. Таа бирократија ќе не убие, но добро, така е како што е сега за сега. 3 месеци не е долг период. После тој 3-месечен период сите возила ќе добијат таблици и сум убеден и сигурен дека нема да има злоупотреба на овие возила. Бидејќи ќе му биде срам на било кој што вози државно возило да отиде на одмор во Охрид, Грција или било каде или да го гледаат со жолто на црвено. Токму така. И заради таа намена ќе воведеме и телефонски линии каде што ќе може да се пријавува злоупотреба. И да ние од страна на граѓаните зборувате. Од страна на граѓаните да пријавуваат злоупотреба на такви возила, а ние после соодветно да постапуваме по тие пријави. Па добро. Сега, мојот личен впечаток не е важен, мене ми делува како добро решение, ако успее оваа работа да заврши работата, да се спречи злоупотребата, тогаш сте на коњ. Така, неколку влади и политички гарнитури претходно го ветувале тоа, но не го направиле. Не собрале храброст да го реализираат. Јас ви гарантирам дека ќе се спроведе во рок од 3 месеци. Добро, ве држиме за збор. А зошто велите не собрале храброст да го спроведат? Се плашеле од собствените луѓе што ги злоупотребуваат? Токму така, од собствените луѓе во своите собствени партиски кругови за да им остават простор да можат тие возила да ги користат за приватни цели. Вака практично не може да користите возила за приватни цели кога е обележано. Кога сме кај возилата, има едно возило за кое што исто така многу се креваше врева во јавноста, кога се крева во небо, се разбира, мислам на владиниот авион, кој што, не знам, имам впечаток дека често пати е неисправен, можеби грешам,
но исто така имаше информации дека бил користен и навистина кога потполно немало потреба за такво нешто. Имаше еден момент кога не знам излезе дека министерот своевремено Маричич го користел за да оди до Ниш. Сега Ниш е на 200 км од Скопје. И навистина самото палење ми се чини на авионот, трудот на пилотот и сите тие процедури што мора да се направат се наистина премногу за едно такво патување, но се правело тоа. Какво со тебе што сега авионот? Авионот е 20 години стар авион. Што не е за пофалба, мислам. Не е за пофалба, реално. Моментално оваа недела ќе иде на сервис, вонреден сервис. Можам да кажам дека од 2017 година до денеска имаме потрошено околу 3,5 милиони евра за сервис. Што редовни, што вонредни сервиси, пошто е по застарен модел, нема соодветни делови за истиот, односно користи репарирани делови. Сега, доколку ме прашате дали е безбеден или не е безбеден, кога би ги прашали пилотите, тврдат дека е безбеден, тие се за мене реално единствените релевантни, да не би летали инаку. Така, кој што може да го одговорат тоа. Но 3,5 милиони, тоа е доволно за да се купи нов, или? Поприлично се поскапи авионите, но ако сакаме да бидеме сериозна држава, да оддаеме сериозност према другите држави, треба да имаме нов авион, треба да имаме поголем авион, кој што ќе биде попрактичен за користење од страна на владата и владините функционери и премиерот и поекономично. И поекономично реално ќе биде, бидејќи кога се патува на одредени дестинации као делегации, патуваат повеќе луѓе на таа делегација, се трошат повеќе пари при резервација на тие авиокарти и по непрактично бидејќи немате вие редовни летови. Кога имате собствен авион, може да отидете, може да се вратите. Се разбира. Точно така. По потреба. Што е логично. Србија ќе земе има 3 државни авиони. Ние имаме еден кој што е 20 години стар, кој често се расипува. Тој председателката го користи, зарем не? Го користи и председателката. Точно авионот имаат право да го користат сите министри, но бесплатно имаат право да го користат председателката, премиерот и председател на собрание. Сите останати плаќаат по некои поволни цени, односно колку да се покријат трошоците за негово сервисирање и таму ред други трошоци кои повлекуваат при користење на тоа летало. Ние овдека не можеме да спориме дека е неопходен авионот. Ние се расправавме, нели, како јавно станавме прилично, како да кажам, исклучително внимателни во ситници. Му се фатија на примерот кога одеше во Америка или каде беше, дали одел со бизнес класа или не знам што. Интересно, веројатно примерот треба да оди со некоја класа за, не знам, кај треба да биде стиснат укучен, некоја баш надвор од сите стандарди, се шегувам, се разбира, меѓутоа добро што јавноста се бунтува за се и се што, затоа што принудува практично, вас во службата ве принудува да преземате максимално што можете мерки да биде што поекономично, а попрактично. И тоа е во ред. Овој авион, ваков како што е, може да издржи уште некое време, предпоставам. Тоа е тоа, му дошол крајот, ќе мора да се менува. Додека е ваков, ќе се користи од тие што треба да го користат, меѓутоа како ќе спречиме и тамо злоупотреба? Злоупотреба мислите во авионот како ќе спречиме? Видите во минатото. Злоупотреба банални, таа злоупотреба мислам овие банални примери кај што некој го за да покаже кој го користи. Така, има такви два случаеви, сум ги споделил јасни во јавност. Првиот случај кога Маричич практично го бара авионот за од Скопје до Ниш, каде што побрзо, попрактично, поекономично е да идете со возила, отколку да идете со авион. Одбиене, за среќа имало разум тоаш во раководството на службата, одбиене, не му е даден авионот. И имаме вториот пат една класична злоупотреба од Талат Џафери. Да, тоа сум го споделил, па се обиде Талат Џафери нешто да демантира во јавност, па јас го повикав јавното обвинителство да направи една истрага врз основ на моите факти и неговите искази, но нема постапки. Знаете како функционира кај нас јавното обвинителство. Но имало класична злоупотреба и ево повторно ги повикувам од вашата емисија, нека направате на ревизија на тој предмет за авионот, па ќе се уверат и ќе се утврди. А она што кажавте пред малку дека многу се внимава и многу подлежиме на јавноста околу авионот, тоа претпоставам заради тој фамозниот Мерцедес, кој што ќе го продавале на аукција, но можам да ви кажам, бидејќи тој Мерцедес, брендираниот Мерцедес е под наша собственост, под наше владење. Па добро, заради него луѓе беа осудени на затвор. Токму така, постојано бил користен во минатото.
Сите овие 7-8 години. Сите овие 7 години. Јас можам да ја кажам дека и да, и јас го користам сега кога се во прашање делегации кои што доаѓаат надвор од државата, бидејќи има такви делегации кои што треба да се придружуваат на високо ниво ради безбедноста. А тој Мерцедес ги задоволува тие услови. Задоволува тие услови, тие потреби, иако веќе и тоа почнува да биде застарен модел, бидејќи од 2017 година. А знаеме што значи за возило кога е толку старо, иако го одржуваме и сервисираме навремено и како што... Сега малку смешно ќе звучи, но кога треба да набавите нов, ќе веројатно ќе треба да размислувате многу да не му текне некој година да рече аха, еве ги. Мислам дека само кај нас во Македонија е дебата на тако прашање, за ова се блиндирано согласувам, возило и авион. Наместо да биде дебата и прашање колку инвестиции, какви инвестиции сме донеле во државата, што сме направиле во врз основ на криминалот, што правиме за образованието, а не што е и како е за оние елементарни средства кои што ни се за непречено. Ако сме држава, тука немам дилема, ако сме држава, а тврдиме дека сме, ова се работи кои што државата ги прави. Едноставно мора. Не е луксус, туку мора. Потреба. Да. Луксус е правен многу пати досега, потполно непотребно, меѓутоа во други инстанции, на други начини, а не со возило кое што е неопходно или со авион, реално авионот е тоа што е. Кога зборуваме и натаму околу делот што затекнавте, згради. Вие имате во собственост и објекти. Имаме во собственост наши објекти, некои од тие објекти си имаме вила во Лазарополе, имаме вили во Охрид, ги имаме премиерската и пресателската вила во Охрид и во Билјана, така се викаше, да. Билјана. Скопје кои што се во доста лоша состојба. Навистина? Да, во многу лоша. Јас мислев дека нив добри води таму. Неколку од вилите сум издвел. Јас да речеме вила Лазарополе, се не знам колку би се гледало на јас мислам дека се гледа, добро. Ова е ситуацијата. Ова е ситуација на државна вила во Лазарополе. Државна вила ваква ставена на Па добро, ова не е, на Заборов. Ова е руинирано, ова е најобично токму така. како некаков хотел оставен од времето, не знам. Ево вила Свети Стефан, која што не е владината вила или пресателската, но е во близина на тие вили, вака изгледа. Запуштено очигледно. Што сме го затекнале ние. Ова е она што сме го направиле во овој краток период без финансиски импликации врз буџетот, односно од сопствени средства и без пари. Без пари, значи можело да направиме, практично немало никаков пристап до вилата, ние возможивме пристап. Се расчистим. Така, и планираме во текот на 2026 од 2025 и 2026 комплетно целиот државен имот да го ставиме во функција да профункционира и да нема никаков проблем. Оваа вила во Лазарополе или оваа вила во Охрид, греот е да се распаѓа, прво даваме лоша слика за државата, а второ можат да носат приход на државата. Доколку не се користат како владини објекти, може да се реиздадат на приватни лица кои што утре ќе плаќаат за купнина. Ова е добра идеја. Ако може да се заработи, зашто не? Добро, чисто информативно, мислам дека председателката бидејќи оди во Охрид, ја користи вилата председателска. Премиерот оди во неговата вила? Не оди. Не ја користи. Охрид може би некогаш оди, во Скопската вила тука воопшто не ја користи. Претежно Охрид оди кога треба да прими некоја делегација, да има прием, случајот беше со премиерот Орбан. Да, добро, сега тоа е да, меѓутоа вака, значи и тие вили се во состојба, претпоставувам некакова во Лазарополе, таа работа, меѓутоа не е тоа. Не, оставени се така 7 години да не се закува ни една шајка во нив. Ова навистина ме изненадува, тука нема никаква глума кај мене почитувани гледачи, не можам да разберам. Зошто? Исто како за возилата, кој е поентата, зошто да се остави така? Не им се работело, не сакале да работат. Добро, не им се работело. Тоа не искам да кажам дека мене не ми се работи емисијава и камерманот мој да рече па мене не ми се работи. Така е тоа, тоа го работи, што ти е работа? Она што е уште пофрапантно е тоа што овие вили немаат имотен лист. Значи, владини објекти, државни објекти немаат имотен лист. Не потегнале со години да го средат имотот на државата. Не зборам за оваа претходна гарнитура. Комплетно за сите гарнитури. Што значи тоа во превод? Како сега не разбирам, државната вила нема имотен лист.
не е легализирана. Нема имотен лист. И од тие причини... Значи се нелегални. Нелегални, така. Добро. И доколку сакате вие некоја од овие вили да почнете некаква реставрација, реновирање и било каков градежен зафат Добро. мора да објавите тендер за проектирање со фирма, односно проектантско биро со А лиценца и изведувач со А лиценца. Но пред се тоа да го отпочнете, мора да имате имотен лист. И вие немате имотен лист, овие не им се работело претходните, не почнале никаква постапка. И тоа го имаме отпочнато како постапка, и тоа ќе го завршиме до крајот на оваа година, за да можеме практично 2025 да го средиме, како што кажав, целиот државен имот да пуштиме во функција. До крајот на оваа година дефинитивно ќе ги средиме со имотно-правните односи на овие објекти и во моментов разгледуваме, имаме и неколку имоти надвор од државата, но тие сме, мислам дека има во Тивад, Београд и не знам каде уште на некое место, разгледуваме, сакаме да видиме со се што располагаме, па да си го средиме, дали ќе го продадеме или не, па ќе инвестираме во овие вили, меѓутоа да не го оставиме да се распаѓа. Па се разбира, тоа е наш имот. Иако претпоставам кога ќе отидете во Белград или не знам каде и кога ќе видите што ве очекува, можеби и ќе се разочарувате. Макумина знае дека македонско село исто така е под вас. Така е, Зборувам за македонско село горе на Водна. Така, македонско. Кое што е веќе неколку години не функционира. 5 години не функционира, 5 години е пломбирано, оставено на времето на заборав. Можеби и е прокиснато од тие вилите, 14 вили има, не знаеме, бидејќи се пломбирани. Побаравме од Бирото за судски вештачење, односно Биро за процена, се поново под Министерство за правда, да влезат, да направат проценка и сакаме исто така до крајот на оваа година да објавиме повик и сите оние заинтересирани економски оператори да учествуваат на тој повик и повторно оставиме во функција, од кое што би отпочнало некаде мај месец да функционира, ево да оставиме еден грес период од јануари, од декември до мај, да можат да го средат, да го реставрираат и да отпочне повторно со работа, бидејќи тоа е веќе направен објект, направен комплекс, греота. Да се остави да пропаѓа. Повторно истата приказна. Истата приказна. На сите делови кои што ги спомнавме, дали тоа е возила, владини објекти, владини згради, македонско село, истата приказна. Од немарност и од немање желба за работа. Клубот на пратеници исто така. Јас ја предупредив јавноста дека многу работи се под капата на оваа служба. Навистина, тие што не знаат, можеби ќе биде изненадување, но еве така е едноставно. И клубот на пратеници е под вас. Тој објект е, не знам, јас сум одел тамо на разни брифинзи и настани. Не можам да одредам, мојот вкус можеби специфичен, но исто така делува дека му треба на него исто некоја обнова, некој реновирање. Така, му треба сериозно реновирање, му треба софистициран систем за озвучување, за можеме непречено такви брифинзи, било какви настани од државен интерес да ги реализираме таму, наместо да плаќаме по одредени хотели, на пример, да. Така. Можам да кажам дека тендерската постапка е веќе објавена, веќе е во тек и тој не знам дали ќе успееме до крајот на годината да го реализираме, бидејќи кај нас трае на тендерска постапка горе-доле околу 2 месеци со сите оние можности за жалби и ред други работи, но како и да е, од декември до февруари би бил комплетно реновиран. Значи, збориме темелно, комплетно ќе добие најсофистициран систем со озвучување, микрофони, патос, плафон, се комплетно. Имам уште многу прашања, морам да признам. Една од нив е дека и покрај општото, повторно ќе речам, мислење дека и тоа како има голем број на згради и исполнети со канцеларии и така натаму, всушност на македонската држава и недостасуваат канцеларии. Токму така, проектот Скопје 2014 покрај другото што бил изграден, така, тој требаше да го целата државна администрација да биде сместена во сопствени канцеларии и да не плаќа практично закупнини на приватни лица. И потоа беше предмет на огромен број на критики, во ред. Така. Се тоа го ставаме на страна, кој како си мисли околу таа работа веројатно ќе остане за вечни времења, но и покрај Скопје 2014 и повторно имаме институции кои што плаќаат закупнини.
затоа што нема практично канцеларии. Еден од проблемите е комерцијална банка, стара комерцијална банка. Стар, доманата стар, како сега се вика Опера и Балет. Да, Опера и Балет, тоа е практично наш објект во собственост на службата. Добро, добро, уште еден објект е ваш, добро. Да. И тоа исто така е оставено така. Кога сум проаѓал сега зборувам, имаше некој пожар, дали бил пожар или не знам, но отпочна негова постапка за реновирање. Тендерот кој што беше спроведен е во вредност од 420 милиони денари, што е сериозна цифра. Апсолутно. И можам да ја кажам дека од самиот старт е промашен. Проектантската куќа која што го има правено проектот за негово реновирање, практично си седнала од дома, си направила врз основ на некои стари скици проект, ревидиран, како што замислила. И денеска, ако отидеме ние таму, ако треба да најдеме ходник, ќе најдеме скали. Ако треба канцеларија, ќе најдеме ходник. Боже мили. Не влезени прават проект. Па како тоа? Седели на компјутер, дома и цртали? Седели на компјутер и цртали и практично ние се соочуваме со сериозни А 420 милиони денари? 420 не мрзи да проверувам колку е тоа во евра, ама тоа се многу пари. Околу 8 милиони се горе Да. доле. Так, Евра, тоа е 8 сериозна цифра. Ние го ставивме на брза трака, бидејќи има институции кои што се уште плаќаат закупнини, има институции кои што треба да им дадеме и подобри услови за сместување. А овој објект ќе задоволи делот тие? Ќе задоволи. Таму практично треба Мија да ја сместиме, бидејќи таму е била. Мија е Македонската информативна агенција, за тие што не знаат. Агенција, така е, таму треба да биде се односно сега Министерство за европски прашања сместено и уште поголем број помали агенции, институции кои што поприлично се во поголема бројка и ќе ослободат голем дел простори каде што моментално плаќаат закупнини или каде што имаат лоши услови. Го ставивме на брза трака, очекувам дека до крајот на февруари, ево да не кажам крајот на јануари, крајот на февруари, дека ќе завршиме тој објект целосно со реновирање и покрај сите потешкоти и сите проблеми кои што ги затекнавме, си задолжив своји луѓе кои што практично работат на лице место на објектот наместо во канцелариите на службата и секојдневно се опостана комуникација со изведувачите, проектантите и ревидентите и надзорот и се отстрануваат сите оние пречки кои што би значеле одолговлекување на процесот на реновирање. Тука морам да потенцирам дека имаме мал проблеми со град Скопје, бидејќи тоа е такво подрачје каде што практично е ограничено колку тони на камион може да влезе, од колку до колку часот може да влезе. На државата не се простува. Не се простува. Па од оваа градоначалничка не. Од оваа градоначалничка сигурно не. Така да очекувам дека до крајот на февруари ќе биде, ќе ги сместиме сите канцеларии така да ќе дадеме на многу други институции да добијат соодветни услови за работа. Тука пред се мислам и на Факултетот за драмски уметности, ако не сум грешка, во зградата која што практично е службата сместена, има два влезови. Едниот влез се класични канцеларии, додека другиот влез каде што е Министерство за европски прашања сместено, таму има доста амфитеатри, има театар, има сите услови да тој факултет го сместиме таму и да добие соодветни услови на тој се уште е во оние бараки во Карпач, што е неверојатно. Ние сме единствена држава во свет која што се уште функционира во добар дел во бараки кои што се изградени привремено 63-та по земјотресот. А што разговараме? Тука човек навистина може сам со себе да се чуди доколку сме за некои облици на мрзливост и незаинтересираност и немање волја и ако ме прашате мене, ова треба да се направи експресно без многу размислување, но вашава служба, ако разбрав добро, има амбиции и уште поголеми од ова. Тоа сакате сега капитални проекти. Така. Идејата дојде на седница на влада, кога председателот на влада даде идеја да сите оние објекти кои што се застанати и недоградени овие 7 години од кога ги има видливи се. Тоа пред се мислам тука на факултетот Финки, факултетот за
физичка култура кои што стојат као карабина, Така, да. а не се отпочнало ништо. Во комплексот се така, универзитетскиот комплекс спроти судовите. Токму Тоа мислиме, да. Студентите на Финки моментално немаат каде да студираат и стојат таму на електро и машински, а ваму веќе отпочната нивна зграда, не се отпочнало ништо. И тие објекти со една мала измена на законот за градба, за да бидеме комплетно покриени сите утре задутре, да не одговараме и да не идеме само со заклучок на влада. Јас денеска разговарав со министерот Александар Николовски, веќе во процедура е измена на законот за градење, ќе вметнеме уште некои измени за да можеме понатака непречено да ги изведиме и овие градби. Тука би сакал да потенцирам и уште еден интересен проект кој што треба да се реализира, тоа е жичарата од Свети Јован Капиштец, црквата Свети Јован Капиштец до Средноводно. И практично тука го поврзуваме градот со врвот на Водно и би било добра туристичка атракција и место каде скопјани можат викендите да ги поминуваат без да запалат возила и да отидат да се паркираат на Средноводно, па да идат со жичара до... Добро, планинарите тука ќе се најдат онеправдани, тие сакаат да се качуваат, но ние вака што сме по не толку љубители на искачување, сигурно ќе ни направи задоволство. Добро, колку време ќе треба за жичара да се направи? Имате представа? Моментално сме во прибирање на информации, знаеме дека има изработен проект, сакаме да видиме проектот дали треба да се ревидира бидејќи ќе поминат подолг временски период, па после тоа ќе утврдиме колку реално временски му треба да се изведи исто. Се надевам дека нема да требаат години и години, дека е нешто што брзо ќе го види светлината на денот. Не, ние сме барем во тоа поразлични од претходната структура, сакаме да работиме, сакаме да оставиме капитални проекти и инвестиции во интерес на граѓаните и државата и на идните генерации. Значи, ако вака сега му направам едно сума сумарум што велат од целиот овој разговор, сте затекнале прилично незавидна состојба, имате амбиција да градите, имате позиција да поправате, имате некои конкретни решенија што ги понудивте, но има ли доволно средства? Па видете, со оглед на тоа како буџет затекнавме, можам да кажам дека ќе биде тешко, но не и невозможно. Ќе почнат да се реализираат тие проекти. Мислам дека тука ќе треба да не поддржи малце и Министерството за финансии, односно владата, да ни доделат додатни средства до оној основен буџет кој што го имаме, се со цел да можеме да ги завршиме овие проекти. Така да сметам дека и со овој заемот кој што го земавме од Република Унгарија, можеби дели од тие средства ќе се искористат за овие проекти. Да. За вас персонално не би сакал да сега нормално да расправаме кои сте вие и што сте. Чисто само сакав да кажам како да го видов негде вашиот имотен лист. Да. Го прочитав негде, беше објавен на некој медиум. Имотен лист на, да не речам, нормален просечен граѓанин. Така. Неам некој имот. Реално во процедура земавме кредит со сопругата. Сопругата сакаме да купиме стан, бидејќи работиме и двајцата живееме во Скопје, сакаме да земеме... Вие не сте од Скопје? Не, Стружанец со потекло, но тука се затекнавме, тука работиме и двајцата сме стружени, и двајцата работиме во Скопје, па реално ни треба едно решение за понатаму. А тоа решение се вика кредит во Македонија, па добро, сега се надевам дека кога ќе заврши вашиот мандат, нема да видиме на вашиот имотен лист едно 7 куки, 12 автомобили, не знам што. Мислам, дај Боже, ако сте приватен бизнисмен и сето тоа, тогаш молам. Меѓутоа, кај нас има многу луѓе кои што така со некоја плата директорска или не знам професорска, на крајот од мандатот завршуваат со многу сериозен капитал што нема никаква логика да го стекнале, но ете се случува. Меѓутоа, освен што сте директор на службата за општи и заеднички работи, многу ми е име во некако така, вие сте и член на Централниот комитет на ВМРО ДПМН, така? Така, јас сум на дел од Централниот комитет на ВМРО ДПМН како организацијски секретар. Организацијски секретар, токму така, што значи имате и политичка улога,
во секоја смисла на зборот. Немаме веќе многу време во емисијата да потрошиме на тоа, но сакам да ве прашам. Еве веќе колку половина година, помина половина година од власта, не цела половина година, 5 месеци, се случуваат промени, видливи промени, се случуваат потреси, можеби би рекол, и во економијата, апсолутно мислам во позитивна смисла, и во односите со меѓународната заедница, една раздвиженост видлива. Меѓутоа, актуелната опозиција, некој ќе со право, затоа што тоа им е работа, но буквално се пречекува на нож. Ништо не чини. Еве, дури зголемувањето на платите во најава за здравствените работници, исто така не чини. Се променува во државата на позитивно и гледаме раздвижено, сосем во сегашната опозиција, односно таму можеме да ги видиме старите лидери, оние старите истрошени политичари, како лидерот на ДУИ, кој што со сигурност може да тврдиме дека има криминални денија и можеби има и постапки за истиот. Истото можеме да кажеме за председателот на Социјалдемократскиот сојуз, кој што беше дел од минатата власт, и можам да кажам во таа структура, односно во таа политичка партија, моментално нема структура. Има остатоци само од времето на Зоран Заев. Ги гледаме како ниту еднушка не се одважиле, ниту едниот, ниту другиот опозицијски лидер да прифатат понудата од премиерот Христијан Мицкоски на подадената рака да се обединиме за националните прашања кои што значат интерес за државата. Што не е политиканство, туку е веќе политика, национален интерес. Тука национален интерес и искрено и честно подадена рака, каде што не се одважија, и гледаме дури и по 5 месеци не ја сватиле пораката од граѓаните на оне последен изборен процес. Ги гледаме, предлагаат некои мерки за намалување на ДДВ-то, а пред нецели 5 месеци беа 7 години власт, не помрна ниту со мал прст во поглед на економијата и подобриот живот на граѓаните. Добро, од опозиција лесно се предлага, тоа морам да признам. Така, тоа е. И вие предлагавте од опозиција секакви работи, меѓутоа барем се обидувате да ги спроведете сега во пракса. Токму така, ние се обидуваме, нашето време допрва доаѓа и ние можеме да одговараме после 4 години мандат дали нешто сме постигнале или сме биле како овие претходните. Но вие да бидете пред 5 месеци, 7 години на власт и сега оние мерки кои што сте можеле да ги спроведете, сега да ги предлагате, малку е дегутантно, да. Морам да ве прашам уште една работа. Во собранието гледав нешто невидено пред некој ден. Господина Славјанка Петровска, понешта министерка за одбрана, кажа нешто навистина неверојатно. Рече, имаме 150.000 гласови, но нашите се вистински, бидејќи се честно добиени, вие имавте половина милион, ама тие се невистински. Ова ваков облик на сметање на работите никогаш до сега не сум видел. Како тоа половина милион луѓе што гласале за владеачката опција се невистински. Фантоми. Па сега нечестни или неискрени или не беше добро. Но што значи тоа? Како тоа овие 150.000 се подобри од оние 500.000? Биле искрени. Што значи тоа искрени? Не можам да ја разберам тука никако искреноста, може само да гласаш за некого или не, за тоа е демократија. Токму така, никако не можат, како што кажав, да ја сватат пораката од граѓаните. Пораката е половина милион. Таа е пораката која што треба да сватат и треба да си го подзачистат сопствениот двор, ако сакаат да бидат сериозна опозиција која што претендира да биде во иднина власт. Да, реално на Македонија и на секоја држава и треба силна опозиција која што треба да биде коректор на власта. Ние во моментов немаме такво нешто, а треба да го имаме. И тоа е лошо апсолутно, затоа што и без таа корекција и власта знае да се опушти, што не е добро, сме го виделе тоа и во минатото. Меѓутоа делот со ДУИ ми е нешто по-опасен, би рекол, затоа што Али Ахмети, го спомнавте пред малку, испраќа писма до меѓународната заедница, испраќа писмо до до властите во Косово, во Албанија и така натаму, му пишуваше и на премиерот Христијан Мицкоски. Сите тие пораки во основа имаат закана. 20 години да бидете власт во една држава, тешко е да прифатите дека денеска сте опозиција. Треба да се разбуди од сонот Али Ахмети и да свати дека е опозиција и ќе биде уште долго време во опозиција. Со начинот на кој што
се заканува и со начинот на кој што ја води моменталната опозиција од страна на албанскиот блок. Ќе биде уште долги години опозиција. Вашиот албански партнер, условно кажано, не ги сакам термините албански, меѓутоа добро, окей, албанскиот партнер во власта се чини добро ја игра таа игра. Успева да ги нивелира овие понекогаш и небулозни приказни од дуи што доаѓаат. Знаете како вие да прогласите дека Охридскиот рамковен договор е уништен, дека во Македонија е упропастена мултиетничноста, со што? Затоа што Уставен суд можеби ќе донесел една одлука или не знам, затоа што албанците кои што биле дел од власта не биле доволно албанци, сега дури тоа не може ни да го дофати човек, што точно значи. И нашите албански партнери сватија она што ние го кажувавме изминатиот период, дека кога се иселуваат луѓето, се иселуваат без разлика на етникум, дали се македонци или албанци. Сватија дека треба заедно да функционираме, треба заедно да ја градиме државата и треба да дадеме подобри услови за оние граѓани кои што се тука во оваа држава и кои што заминале од оваа држава, треба да ги привлечеме да се вратат овдека, без разлика, ќе повторам, на етникумот. Заради тоа сметам дека се наш соодветен коалициски партнер. Ивица Томовски, директор на службата за општи и заеднички работи. Наистина би сакал да се промени тоа име. Ви благодарам за гостувањето и за експлицитните објаснувања, би рекол, и екстензивни на ова што се случува во вашата служба, која што повторно кажам е исклучително голема, важна, а до сега ми се чини дека не беше доволно јасно на јавноста колку е незината моќ и важноста. Благодарам на можноста, се надевам доловивме и достигнавме до граѓаните да кажеме со што и како се занимава службата, иако има уште многу да се кажува, но ево ќе искористам овие последни минути од емисијата да кажам дека во процедура сме да изработиме на веб страна, каде што, бидејќи немаме ни веб страна, и тоа го забележив. Каде што граѓаните ќе можат подетално да се информираат со што и како работи и се занимава службата. Покрај тоа, понатака ќе продолжиме со работа и дигитализација на нашата служба. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва, утре во 15 часот е репризното издание на оваа емисија, а јас ви се јавувам со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш, пријатно.